Две обвинени, едно за нарачување на убиства за 9 лица, во кои е инволвирана криминалната група Беланоца Барон и група поврзана со нив. Друго за дилање на дрога против 10 лица за групата на Раде Трајковски Штекли. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го гони Фатлју Маети Тоте, лидерот на Беланоца Барон, дека од затвор нарачал 4 убиства. Најстарото убиство е од 2014 година. Првата група нарачува и извршува со логистика 4 убиства, од кои едното е двојно убиство. Мотивите се различни. Тие се по порачка, поради ниски побуди. Познати се Шишабар и убиството во Ханиоти. Тогаш беа ликвидирани лидерите на спротивставената група Дуќанџи Грчац, Јетон Кривањева Жилаво Шишабар, како и Орхан Бајрами Оки на Халкидики. Додека пак Зул Кјуфли Нуредини од селото Батинци, познат во Скопското подземје како Мали Репки, се гони дека нарачал 3 убиства. Едно е двојно, а 3 лица кои се осомничени се во бегство. Еден од преживеаните ги препознава и посочува напаѓачите. И Мали Репки од затвор ги нарачувал убиствата и се правеле планови како да му се одземе животот на сведокот за да нема кривична постапка. Мотивите за убиствата биле најразлични. Едно од нарачаните убиства било врз лице кое наводно ги предал на надлежните институции 2 лица поврзани со убиствата на Смилковско езеро. Едниот кој е осуден, а другиот кој е во Косово. Овие обвинети се гонати за изнуди, закани, злосторничко здружување, но и тешки дела, како палење на објекти и возила. Палењата ги вршеле млади лица за мали парични износи. Другата група на Раде Трајковски Штекли, врз кој 3 пати имаше обид да биде ликвидиран, броела уште 16 лица. Обвинети се за трговија на дрога, кокаин и марихуана. 7 од нив веќе се спогодиле со обвинителството и добиле затворски казни од 3 до 5 години. Станува збор за продавачите на дрогата. Раде Трајковски Штекли и Беланоца Барон имаат меѓусебна комуникација. Лојалност меѓу нив нема и не прават заедно кривични дела. Групата на Штеклија криела дрогата на градежно земјиште во државна собственост. Дрога продавале и на интернет, но најчесто во кафуле во аеродром, без да тоа да знае сопственикот.